Бегалецот Артан Груби се збогува со професорската плата. Тетовскиот универзитет го отпушти поранешниот прв вице-премиер, а решението за отказ му го испратиле по пошта и електронски на службениот имейл. Професорот по новинарство, чие име осамна на црната листа на САД, а е во бегство поради сериозни сомнежи за сторен криминал, е избркан од работа поради неоправдано отсуство. Завршена е постапката со отказ на споменатото лице, значи веќе не е во работен однос во Тетовскиот универзитет. Отказот му е пратен по пошта електронски на службениот имейл. Груби на правниот факултет во Тетово работел од 2012 година, но поради јавната функција, местото му било во мирување се до август 2024, кога се вратил на работа. Од владеачката вреди ја поздравија одлуката на Тетовскиот универзитет. Артан Груби, познат по своето проблематично минато и по обвинувањата за бегството од правдата, не ги исполнува моралните и професионалните критериуми да предава пред студентите. Универзитетот е институција која мора да промовира интегритет, одговорност и почитување на законот. Човекот кој избегал да се соочи со правдата и кој представува модел спротивен на овие вредности, не може да биде позитивен пример за младите. Пред еден месец Стейт Департментот го стави Груби на црната листа заедно со судијата Енвер Беџети, бидејќи биле вмешани во корупција преку примање мито за судски предмети. По неколку дена беше започната и кривична постапка во предметот Државна лотарија, но во меѓувреме тој избега од Македонија. Груби е осомничен за сторен милионски криминал во Државна лотарија, заедно со поранешниот тамошен директор Перпарим Бајрами, кој исто така од поодамна не е во државава. За истиот случај, кривична пријава добија уште 4 други лица. МВР му поднесе кривична пријава и на поранешниот премиер Димитар Ковачевски, како и на екс-генералниот секретар на владата Методија Димовски. Сепак засега, обвинителството се уште нема докази да ги процесуира, но случајот останува отворен.